Мокните го прават тоа што сакаат, а слабите го прифаќаат тоа што мораат. Ова не е ниту филозофска мисла, ниту демагогија, туку наша реалност, наше секојдневие кое не успеа да го надмине ниту трендот на глобализацијата. И почетокот на новиот век донесе нови етнички, економски, технолошки, еколошки, демографски, безбедносни и културолошки предизвици. Дали воспоставувањето на така наречениот нов светски поредок поврзан токму со глобализацијата го прави денешниот свет побезбеден и порационален од претходно, или пак тој свет денес е понестабилен, понеизвесен и поопасен од кога било досега. Во лабиринтот од одговори токму на овие прашања по втор пат сестрано истражување и анализа направи доктор Гоце Ѓоргиев, кој деновиве ја промовираше втората книга Војната за ресурси, причина за нарушување на глобалната безбедност. Со легувањето во 21 век, човештвото е исправено пред многу важен избор. Или ќе продолжи да се движи по патот на постојани конфликти за ресурси, што ќе доведе до постојани облици на насилство низ светот, а со самото тоа и до загрзување на глобалната безбедност, или ќе успее човекот да се надмине сами од себе си за равномерна распределба на стратегиските важни ресурси. Нема да биде лесно да се избере вториот пат, бидејќи многу од државите ќе се спротиват на таквата идеја. Осврт кон овој обемен истражувачки труд даде професор доктор Зоран Зенделовски, кој е рецензент на книгата. Книгата е отпечатена во тираж од 200 примероци, издавачи со општина Виница и Организацијата на резервни офицери на Република Македонија. Инаку доктор Гоце Ѓоргиев зад себе има голем број научни и стручни трудови од областа на безбедноста и одбраната во списанија и зборници во Република Македонија и во странство. Првата негова книга беше објавена 2016 година под наслов Војни за природни стратегиски ресурси. Член е на извршниот одбор на ОРАОМ и претседател на ЗКИ на Република Македонија. Од неодамна е член на Македонското научно друштво и на други невладини организации и здруженија.